Собранието на Република Македонија синоќа се распушти согласно одлуката што ја изгласаа пратениците на 23 февруари со цел одржување предвремени парламентарни избори на 5 јуни. Председателот на Собранието Трајко Велјановски по изјаснувањето на пратениците за точките од дневниот ред на 98-та седница изјави дека со тоа завршува мандатот на актуелниот парламентарен состав. Овој мандатен период и овој парламентарен состав помина низ многу тешки премрежија, но сепак успеавме сите заедно да реализираме и конкретни резултати во остварувањето на нашите стратешки определби во градење на стабилна сегашност и подобри дни. Јас лично како председател на Собранието го изразувам моето лично задоволство и изразувам искрена надеж дека секој од нас, без разлика на политичката припадност и на неговиот иден ангажман, ќе продолжи да придонесува за добробит на Република Македонија и на сите нејзини граѓани. Опозицијата не присуствуваше на седницата, а претходно ги повлече предложените законски решенија и побара итна седница, за да се констатираат оставките на нивните министри и замениците министри. Лидерот на СДСМ Зоран Заев порача дека неговата партија нема да учествува на изборите на 5 јуни, бидејќи според него не се исполнети условите за фери демократски избори. Не се откажуваме од принципите на кои што инсистираме, заедно со целата демократска јавност. Во име на тој збор, во име на тие принципи, во име на демократијата, Социјалдемократскиот сојуз нема да учествува на овие лажни избори. Чист избирачки список, регулација на медиумите и разграничување на партијата од државата. Тоа се целите на договорот од Пржино и тоа се минимум условите за организирање на фер, демократски и пред се регуларни избори во Република Македонија. Имајќи ја предвид изјавата на председателот Трајко Велјановски дека ќе остави простор Државната изборна комисија да комплетира некои активности, доколку евентуално не се завршени, се очекува решението за распишување на изборите да биде потпишано на 15 април. По потпишувањето на решението почнуваат да течат изборните рокови.